Обновениот преговарачки процес го обнови и отпорот кон решение. Противниците на компромисно име кој би го вклучувало терминот Македонија, во Солун го нападнаа диалогот меѓу Скопје и Атина, но и автомобилот на 360 степени. Петок, 19 јануари. 2 дена пред протестите во Солун, македонците ги огреа ново сонце на слободен и продолжен викенд за богојавление. Но гумина одлучија тој ден да скокнат кон југ. Сликата што ја гледате позади мене е на граничниот премин Богородица кон Република Грција. Големите колони на автомобили кои стојат за да преминат на грчка страна чекаат и по повеќе од половина час. Продолжениот празничен викенд за водици беше доволна причина многу бројните македонци да го искористат за да празнуваат во Солун. Ги прашавме патниците во автомобилите зошто тргнале токму кон Грција. Еден ден да се прошетаме и нешто да купиме. Како викенд брат на работа одиме ние. На шопинг, на журка, диско, ручек, добра храна, добри женски. Што ти кажам? Ќе одиме до Солун малце на прошетка. До Солун. На шопинг. Додека патниците трпеливо чекаа во долгата редица за пасошка контрола, ги прашавме и за актуелните теми од македонско-грчките односи. Што мислите ве во новите односи ќе се решили прашањето за името? Тешко, не верувам. Не, сигурно нема. Зошто? Зошто тоа што тие не прифаќа Македонија, не го прифаќа како име Македонија, ако не го прифаќа што ќе се реши. И подобро нека остане вака како што е, да си видиме Македонија, тие нека се тера својата работа и за нас е најдобро така. Океј, Македонија се викаме, ќе се викаме сигурно, нема никој да ни го оспори тоа. Ако не се реши сега, еден ден мора да се реши. А тој ден ќе дојде дали сега или после 5 години, само губиме, сите губиме. Само од нивна страна потешко може. А од нашава страна гледам нешто се многу заинтересирани да го решат. Во Солун ќе се случуваат националистички протести против Македонија. Ние не ни пречи ништо. Пошто ние одамна сме фиром, што да ни пречи? 25 години сме фиром. Треба реално да се смени името. Па искрено не сме ни во тек околу тоа, не знаеме што се случува. Често патуваме натаму дека да. Тоа е тоа. Што да кажам? Све е јасно, све се знае, но не сме ние политичари, ништо не можеме да промениме. А од граница, речи си сите автомобили со македонски таблички возеа до иста крајна дестинација, најпознатите шопинг точки во Солун. Овој паркинг, например, наликуваше како да е некаде во Македонија. А и внатре. Македонските купувачи брзаа што подобро да ги искористат големите попусти. Не помалку заморен дел од викенд пакетот се чинија и чекањето на каса. Батериите за патот кон север се полнат на крајот на денот. Кафе на Солунскиот кеј со последните сончеви зраци. Два дена подоцна, недела 21 јануари. Истиот простор, различни луѓе. 90.000 демонстранти од цела Грција се противат на компромисно решение за спорот за името, кое би го вклучувало терминот Македонија. Пораката ја упатија до грчките власти, но националистите не ги заобиколија ниту македонските символи, вклучувајќи ги регистарските таблички на нашиот автомобил кога наидовме на група демонстранти. Во моментите кога започнаа првите удари по автомобилот, успеавме да избегнеме поголем инцидент. Поради ризикот не се вративме по табличките. Со помош на македонскиот консулат во Солун и грчката полиција ги добивме потребните документи за да ја напуштиме земјата со возило без таблички.
Иако протестот веќе беше завршен, полицијата не сакаше да ризикува. Не придружуваше од Солун се до граница.